Непотизам, местење тендери, сомнежи за високи провизии, закани за тужби против новинари и медиуми, зголемен имот како владин функционер, прошетка до Мексико среде пандемија и економска криза, подарок автомобил од 50.000 евра за сопругата. Скандали се врзуваат за екс-генералниот секретар на владата Драги Рашковски, а за кои не се бара одговорност од него. Рашковски одговара само за набавката на софтверот за казни за МВР, а на товар му се става и ангажирање двајца хонорарци кои не работеле, но дел од парите што ги добивале му ги враќале. Судењата почнаа годинава, а Рашковски, како што најави, од секое судење прави театар. Јас како што знам, аннон значи непознато. Неговото назначување за генерален секретар на владата на екс-премиерот Зоран Заев беше шокантно за голем дел од јавноста, која се уште го памиташе како универзитетски професор од листата на Контрапленумот, здружение кое јавно ги поддржа политиките на ВМРО ДПМНЕ. Беше чудно како Контрапленумец се представува како лице од доверба на Заев, но потеклото од Струмица и дружбите со екс-премиерот ги ублажија острите критики. Како генерален секретар во 2017 година Рашковски на јавноста и се представи како жесток борец против корупцијата и најави транспарентност, а борбата ја почна од подрумот на владата. Се сликаше како го надгледува чистењето на натрупаното ѓубре од претходната власт, најави кривични пријави против неговиот претходник Кирил Божиновски и упати порака дека на истиот начин ќе се расчисти со корупцијата во државата. И борбата и транспарентноста останаа во подрумот на владата, а тој беше следниот од кого се бараше одговорност за коруптивно однесување. Првиот удар го доби за непотизам, откако опозицијата обелодени дека мајката на неговата супруга истовремено именувана за председателка на второстепената комисија за жалби во Централниот регистар и за член на управниот одбор во јавното претпријатие Агробирза. Во истиот период Рашковски се самопредложил за владин представник во собранието на акционери на Телеком, а за адвокатски услуги на владата ангажирал адвокатско друштво за кое опозицијата обвини дека е на неговиот кум. Владата го оправда Рашковски преку официјално соопштение во кое уверуваше дека тој не е во роднински врски со сопственикот на адвокатското друштво, но сепак на барање на друштвото договорот со владата беше раскинат и нанел штета на угледот на фирмата, но и лично на генералниот секретар. Мајката на супругата на Рашковски се повлече од комисијата во Централен регистар, а самиот Рашковски најави дека хонорарот од Македонски Телеком го дал во хуманитарни цели. Неколку месеци подоцна владата го разреши од функцијата владин представник во Македонски Телеком. Во 2019 година Рашковски се извини до небо по објавената аудио снимка во неговиот кабинет за набавка на систем за контрола на летање спроведена од МНАВ. Уште еднаш до небо извинување према сите оние кои што се нашле повредени во ваквата верзија на објавување на разговорите. Снимката отвори сомнежи за местење на меѓународниот тендер вреден 7 милиони евра и доведе до зачестени барања на опозицијата Рашковски да си поднесе оставка. Во одбрана на Рашковски повторно застана екс-премиерот Зоран Заев. Значи, јас не гледам ароганција од човек кој што јавно се извинува и вели извинување до небото. Не го разреши и не побара оставка од Рашковски и по овој скандал. Рашковски отвори полни раце работа на Државната комисија за спречување корупција. Меѓу првите предмети на антикорупцијска за Рашковски е токму јавната набавка на системот за управување со воздушен сообраќај кој обвинителството за гонење организиран криминал и корупција го отфрли. Антикорупционерите го иницираа и сегашниот судски процес за набавката на софтверот на МВР, но открија и други сомнителни набивки на генералниот секретар вредни над 290.000 евра и сите докази ги достави до обвинителството. Меѓу последните предмети на антикорупцијска за Рашковски е незаконското примање на возило како награда. Драги Рашковски, тогаш секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на владата, навел дека со договор за подарок неговата сопруга се стекнала со автомобил марка Dodge, произведен 2005 година со вредност од 300.000 денари или околу 5.000 евра, без да наведе дополнителни карактеристики на возилото во анкетниот лист. Од документацијата произлегува сомневања за незаконито постапување на Рашковски, а со цел примање награда за истото, во конкретниот случај возилото. Рашковски поднесе оставка од функцијата генерален секретар во септември 2020 година, но не ја напушти владата, туку стана секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата на владата. Поднесе нов анкетен лист до антикорупцијска кој покажа дека имотот на семејството Рашковски се зголемил за над 50.000 евра откако тој се замина од функцијата генерален секретар.
Рашковски како подарок на децата пријави земјиште во Побожје. Неколку месеци подоцна изби скандалот во кој неговите малолетни деца се јавија како инвеститори на вила од над 800 квадратни метри во Побожје. Во март минатата година, во ек на скандалот со набавката на софтверот за казни за МВР, среде пандемија и криза, Рашковски замина на одмор во Мексико за да го прослави роденденот на супругата и оти 3 години не бил на одмор. Откако тој замина, обвинителството за гонење организиран криминал отвори предистрага за набавката на софтверот за МВР. Кога се врати од Мексико, еден ден по објавата за вилата во Побожје на 14 април преку социјалните мрежи соопшти дека си поднел оставка и од функцијата секретар за мониторинг и поддршка, а 2 дена подоцна на 16 април беше уапсен. Му беше одреден притвор се до февруари годинава кога почнаа судењата, а судот ја прифати понудената гаранција од 192.000 евра во недвижен имот и му го укина притворот.